На 3 декември 1918 година е роден Љубе Пота, македонски архитект, пионер во неговата бранша во современа Македонија. Урбанистичката кариера ја започнал во 1948 година како шеф на одделот за урбанизам во Министерството за комунални работи на Македонија. Како експерт на Обединетите нации работа во земјите во Јужна и Средна Америка. Потоа соработувал и со јапонскиот архитект Кензо Танге во изработката на деталниот урбанистички план за центарот на Скопје. Починал во Скопје на 30 јули 2015 година. Беше тоа на 3 декември 1942 година, кога во Тетово излезе првиот број на вестникот на Окружниот комитет на Комунистичката партија на Југославија за територијата на Македонија под италијанска окупација, Востаник. Излегуваше до февруари 1943 година. На 3 декември 1980 година во Скопје почина Драги Костовски, познат македонски артист кој на најшироката јавност е познат по исклучителните остварувања, по многобројните улоги на театарската сцена, филмот и телевизијата и во радиодрамската уметност. На филм дебитира со својата улога во Мис Тон 1958 година, пошто следува низа од филмови во кои што како носител на главни и епизодни улоги ја потврдува својата изворедна способност за типолошки преобразувања. Роден е во Битола на 22 април 1930 година. Беше тоа на 3 декември 1989 година, кога почина Никола Солдатов, познат македонски новинар и коментатор, еден од основачите на спортската редакција на телевизија Скопје. На 3 декември 1993 година Соединетите Американски држави отворија канцеларија за врски во Скопје, а на чело на ова дипломатско представништво е поставен Роберт Норман. Беше тоа на 3 декември 2013 година, кога во Скопје починала писателката и публицист Вера Бужаровска. Писателската кариера ја почнала во 1962 година со објавувањето на детската книжка Стоп, наменета како забавна и боучна литература за најмладата читателска публика. Следуваат над 40 на прозни и поетски остварувања во кои доминираат повести и во чиј центар е жената и незината судбина во патриархалното обкружување и многу други трудови. Бужаровска е родена во Битола на 7 декември 1931 година. На 3 декември 2015 година почина Благоја Стефановски, македонски политичар. Од 1975 до 1980 година бил директор на Битолскиот народен театар. Бил председател на фестивалот Браќа Манаки, председател на советот и селектор на драмската програма на фестивалот Охридско лето и председател на фестивалот Војдан Чернодрински. Од 1994 до 1998 година бил пратеник во Собранието на Република Македонија. Од 1 ноември 2002 година до 6 јули 2006 ја извршува функцијата министер за култура. Во 2019 година доделена му е наградата 4 ноември за животно дело. Трети декември е меѓународен ден на лицата со посебни потреби.